Драги наш Господе, хвала Ти за овој свет, слава Тебе. Хвала Ти што ни даваш можност да Те славиме Тебе, да размислуваме за Тебе, да се поучуваме едни со други. Молам Господе да ни помогнеш свое што да читаме, што да слушаме, да дојде во нашето срце да најде место, да можеме да наистина се промениме според Твојата воља. Молам името на Исуса Христа да ни поживува на овој служение. Амин. На почетокот сакам да споделам стихови од 24-тиот псалм. Господова е земјата и се што е на неја, светот и сите кои живеат во него, зашто тој го основа над морињата и го зацврсти над реките. Кој ќе се искачи на Господовата гора, кој ќе застане на неговото свето место? Оној кој има чисти раце и невино срце, кој не ја предаде својата душа на суетата и кој не се заколнува лажно. Тој прима благослов од Господа и правда од Бога, својот Спасител. Такво е поколението на оние што го бараат Него, што го бараат лицето на Јакововиот Бог. Амин. Во продолжение ќе слушнеме прво рубриката од сестра Марија, а потоа и рубриката од брат Сашко, тато. Поздрав од мене, браќа, сестри, драги пријатели. Радоста ми е после долго време, може би години, да бидам попладневното младинско богослужение, бидејќи тешко е да се излезе од улогата на баба. Там многу бара и бараше баш по попладневните часови мој ангажман. Нема да кажам ништо што е ново, што не сме го слушнали, но ќе се послужам со текстот кој мене многу ме охрабри деновиве. Бидејќи сме борци во сиот оклоп,
секој ден, секој час, секоја недела, секој месец и секоја година. И во таа борба и паѓаме, и стануваме, и подкликнуваме, и се сопнуваме, и верувам, ако сме искрени на сите нас, тоа ни се случува во верскиот живот и на христијанскиот пат. Па сите зборови и стихови на охрабрување се добре дојдени. Насловот е вера јача од страх. Забринутост, стрес и страх. Како се можемо носити се нима и спречити да нас потпуно обузму? Како се можемо супроставити нjihovim негативним последицама на наш имунолошки систем и на наше здравје? Цел свет и наша нација су забринути због последица пандемије, због природних катастрофа, економски несигурности и погоршања стања у друштву. Да ствари буду још горе, вести и друштвене мрежи преплавljene су најновим причама о разарању, болести и смрти. Sve te negativnosti imaju značajan utjecaj na mentalno zdravlje pojedinca, no i cele porodice. Postoji nešto što možete učiniti kako biste smanjili stres i njegov štetan utjecaj na zdravlje i zadržali pozitivan stav u ovom osjetljivom vremenu. Rešenje. Biblija nudi Boga kao rešenje za našu dilemu i njegova obećanja kao pomoć prilikom suočavanja sa budućnošću uz veru i nadu. Isus govori o našem vremenu. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti. Luka 21. glava 26. stih. Ali sljedeći odlomak kaže: i tada će ugledati Sina čovečega gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom. A kada se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približava izbavljenje naše. Ima li nešto ova zemlja na ovoj svet što može da dade posigurno sidro, sigurnost i ohrabrovanje? Mislim deka nema od ovih zborova. Na što ćete biti usresređeni zavisi od toga da li ste preplavljeni strahom ili ste ispunjeni verom. Ako je vaš fokus na prirodnim katastrofama, pandemiji ili ekonomskoj nesigurnosti, vaše će srce biti ispunjeno strahom, ali Isus, nesigurnost, ali Isus kaže: pogledajte gore. Kada pogledamo u nebesku svetinju, tamo vidimo Isusa i otkrivamo snagu njegovih obećanja. U Hristu nalazimo pouzdanje, a naša srca bivaju ispunjena verom, jer nas On ljubi večnom ljubavi. Mi se ne bojimo, jer je Isus uvek uz nas, bez obzira kroz šta moramo da prođemo. Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i poduprit ću te desnicom pravde svoje. Nauka dokazuje zdravstvene prednosti poverenja. Da li ste znali da nauka dokazuje zdravstvene prednosti kada smo uz Boga, kada Bogu dajemo prvo mesto? Istraživanja pokazuju da postoje brojne prednosti kako za mentalno, tako i za fizičko zdravlje kod ljudi koji imaju veru u Boga i dolaze u crkvu. Dokazi iz preko 1200 studija i 400 recenzija ukazuju na značajne zdravstvene prednosti za pobožne ljude koji pripadaju organizovanim verskim zajednicama. Naročito osobe sa fizičkim oboljenjima imaju veće potrebe, ali te potrebe se mogu zadovoljiti poverenjem u Boga. Te prednosti uključuju poboljšanje zdravlja, dug život, lakše podnošenje problema, kao i poboljšanje kvaliteta života. Istraživanje potvrđuje da je duhovnost toliko moćna da pomaže ljudima da se nose sa stresom. Duhovnost štiti ljude od srčanih bolesti i raka, snižava krvni pritisak i jača imunitet. Studije pokazuju da religiozni ljudi imaju povećanu dozu pozitivnosti i optimizma. Šta je to što obezbeđuje sve te pogodnosti? Samo 3 reči: vera u Boga. Komplikacija višestrukih istraživačkih članaka pokazuje, kompilacija višestrukih
ne mi беше logično. Kompilacija višestrukih istraživačkih članaka pokazuje mnoge zdravstvene prednosti religije i duhovnosti. Religiozni ljudi imaju nekog kome mogu doći sa svim svojim brigama i svim svojim stresovima. Na temelju velikog broja istraživanja utemeljenih na dokazima, ove osobe mogu uživati u poboljšanom mentalnom zdravlju i lakše se prilagođavati nepovoljnim zdravstvenim situacijama u odnosu na druge ljude. Prednosti poverenja također uključuju reakciju tela na bolesti i kako ono odgovara na lečenje. To ne bi trebalo da nas iznenađuje, jer u psalmima čitamo: predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. Kada svoje planove, brige i zdravstvene probleme predamo Bogu i verujemo da će nam on pomoći, tada više ne moramo da brinemo. Ovaj stih kaže da kada verujemo Bogu, on će učiniti. Šta će on učiniti? On će nam pomoći da prevaziđemo svoje trenutne poteškoće, probleme ili porodične sukobe. Šta god to bilo, kada imamo veru u njega, on će učiniti. On pokazuje sljedeće mentalne prednosti za ljude koji su duhovni i religiozni. Poboljšanje kada je u pitanju kontrola stresa, bolesti i hroničnog bola. Stvaranje pozitivnih emocija, sreće, nade i optimizma. Obezbeđivanje svrhe i smisla u životu. Veći stepen samopoštovanja. Pomaže kod depresije, anksioznosti i nekih poremećaja raspoloženja. Pomaže da se ostvari uravnoteženo razmišljanje. Smanjenje slučajeva samoubistava i pokušaja samoubistava do 80%. Možda je potrebno da izvršite promjene u svom životu, kao što je, na primjer, gubljenje težine ili sniženje krvnog pritiska ili šećera u krvi, ali u prošlosti niste bili uspješni u tome. Jeste li razmišljali da moć promjene možda treba da dođe s polja, a ne iznutra? Uzmite u obzir da nauka sada otkriva ono što je Sveto pismo otkrilo hiljadama godina ranije. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje. Blagotvorno delovanje vere u Boga, molitve i pohađanje crkve na zdravlje tela i na društvene odnose navedeni su u nastavku. Poboljšan san, smanjena anksioznost, napadi panike i stresa, poboljšano raspoloženje, sreća, radost i mir, pozitivni odnosi sa drugim ljudima kod 87% ispitanika, smanjena upotreba štetnih supstanci kod 86% ljudi, poboljšani međuljudski odnosi, empatija i saosećanje, smanjen procenat kriminala, poboljšana stabilnost u braku, poboljšano poštovanje, društvena podrška i društvena interakcija, prestanak pušenja, povećana telesna aktivnost i poboljšan izbor prehrane. Evo što se događa od nadvor. Da li je malko? Mislim da je mnogo silno i moćno. Utjecaj na imunitet. Kakav je odnos između našeg mentalnog stanja, verske angažovanosti i imuniteta? Studije su dovele u vezu emocionalni stres sa razvojem prehlade i sa učestalošću zaraznih bolesti uopšte. Drugo, istraživanja povezuju versku angažovanost sa nižim nivom inflamatornih citokina, molekul koje ključe imunne ćelije koji postiče upalu, i markera imunološke disregulacije. Jedna uverljiva studija je pokazala da su osobe koje žive s HIV-om, a koje su koristile religiju kao pomoć nakon dijagnoze, imale znatno manji pad broja CD4 ćelija, važnih belih krvnih ćelija za borbu protiv infekcije, i sporije napredovanje bolesti tokom perioda od 4 godine u odnosu na one koji nisu okrenuti veri. U njega možete imati poverenje. Kao što smo vidjeli, istraživačke studije pokazuju snažnu vezu između poverenja u Boga i dalekosežnih mentalnih, fizičkih i društveno-zdravstvenih dobiti. Možete verovati Bogu, stvoritelju svemira, kada su u pitanju vaše tjeskobe i strahovi. On vas voli i brine o vašem zdravlju.
i o svakom detalju vašeg života. Verovati Bogu znači imati veru u njega. Vera znači imati poverenje u Boga kao svog najboljeg prijatelja. Verovati da niste trunka kozmičke prašine, već da vas je stvorio Bog pun ljubavi, koji vam želi pomoći da u zdravlju, bolesti, radosti i tuzi budete u najboljem izdanju. Pobediti strah verom. Anksioznost i briga su stanja nepoverenja koja su dovela do mnogih opasnih posljedica, od zavisnosti, od drogama do samoubistava. Oni mogu dovesti do visokog krvnog pritiska, bolesti srca, čak i raka. Anksioznost je danas prisutnija nego ikada, ali dobra vest je da u Bibliji postoji recept za nju. Čitam u Bibliji: sve svoje brige bacite na nje, jer se on brine za vas. Šta to znači? Što možemo poveriti Bogu? Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Moramo poveriti Bogu svoje finansije, svoju porodicu, svoje brige, pandemiju i budućnost. Poveriti mu sve. Sljedeći put kada vas problemi savladaju, pročitajte stih iz Biblije iz Filipljana 4, 6 i 7. Gospod je blizu, ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskrenja vaša i mir Božji koji prevazilazi svaki da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu. Zatim recite sebi: neću da se brinem zbog ovog problema. Reći ću Bogu o tome u molitvi. Uostalom, Bog ima preko 1000 rešenja o kojima vi ne znate ništa, pa zašto mu onda ne verujete? Когато се нацрта една точка и 1000 прави ќе помина низ неа, тоа се сите Божи возможни решенија. Тоа треба вака да го имаме на ум. И уште нешто прочитав неодамна и многу ме охрабри, а тоа вели: не излегувај пред Бога да му ги кажеш своите стравови кои толку многу те плашат. Излези пред нив и кажи му колку силен, моќен Бог кој решава се имаш те покрај тебе. Тоа е исто многу моќно. Почнете да уживате у овим предностима веќе данас. Иако свет у коjem живимо може бити пун неволја и проблема, ваша вера може бити јача од страха, jer nam je Bog otkrio budućnost. Znamo da Isus ponovo dolazi i želimo biti spremni za susret s njim. Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga. I mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mesto. I kada otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Sada je vreme da izgradite odnos poverenja sa Bogom, tako što ćete svakodnevno razgovarati s njim u molitvi i spoznati njegovu volju, čitajući njegovu reč, Bibliju. Vaše mentalne, fizičke, emocionalne i duhovno zdravstvene dobrobiti udaljene su samo 3 reči od vas: vera u Boga. Amen. Да ви биде пракса, иако знам дека тоа го практикуваме, но сите овие стихови се големо охрабрување да ги имаме во пред. Драги сестри, јас би сакал да ве поздравам. Морам да ви кажам дека беше минатата недела многу пријатно, кога имаше библиски прашања. Беше многу возбудливо и сите гледа да дадат точни одговори, беше многу интересно. Би требало да во пракса ги имаме повеќе. Порано секој богослужение имаше прашања од Библијата. Кога вежбавме ментално умот наш, размислувавме кој каде се наоѓа, што се наоѓа. Сега може би концептот е поинаков, меѓутоа не е лошо време на време да имаме вакви можности да го вежбаме нашето знаење од Библијата. Имам тука спремено некои прашања, морам да признам дека се поодамна спремени. Ова се прашања кои што не треба да барате во Библијата и да одговарате со библиски стихови, туку да одговарате само со да или со не. Така што мислам дека брзо ќе ги поминеме. Немам награда за жал да ве мотивирам. Но Ќе имаме на небо. прошата недела имаше награда и беше возбудливо.
Добро. Ајде да почнеме. Во Библијата има 23 посланија. Треба да одговарате со да или со не. 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 Колку посланија има? 21. Добро. Пророчицата Ана, која што се споменува во Библијата, потекнувала од Левиевото племе. Пророчицата Ана потекнувала од Левиевото племе. Ја ќе речам не. Одговорот е не, потекнувала од Асировото племе. Човекот кој што Исус го исцелил во бањата Витезда, 36 години боледувал од неговата болест. Да. Да. Ако кажувате, би било убаво, мислам, кој знае да го даде и точниот одговор, ако кажете не. 38 точно. Одиме понатаму. Во Евангелието според Лука Исус ги изговорил зборовите: Јас сум лебот на животот. Не. Јо. Точно? Не се изговорени овие зборови во Лука, туку во Евангелието по Јован. Само тамо, во ниедно друго Евангелие. Понатаму. Поимот Акел Дама, кој што се споменува во Новиот Завет, значил плодна нива. Не. Крвна нива. Ова значи крвна нива. Знаете што се случило на таа крвна нива? Јуда. Да, Јуда заврши таму. Добро, понатаму. Петар и Јаков го излекувале болниот кој лежал пред црквата во Ерусалим. Петар и Јаков го излекувале болниот кој лежал пред црквата. Кој лежал пред вратата, да, на црквата, на храмот. Да. Говорот е не веле Петар и Јаков, туку Петар и Јован. Добро. Гамалеило, учителот на апостол Павле, бил член на Синедрионот. Дали Гамалеило бил член на Синедрионот? Да, учител бил, точно, тој бил учител на апостол Павле, меѓутоа дали бил член на највисокото тело на Синедрионот? Одговорот е да, бил. Одиме понатаму. Корнелије, римскиот војник, живеел во Јудеја. Во Кесарија живеел, точно. Првиот апостолски собор е запишан во 15-та глава од делата на апостолите. Цирката може слободно. Не, порано. Иде се за црква. Првиот апостолски собор е запишан во 15-та глава од делата на апостолите. Да. Суза цедна и каже да. Понатаму. Капернаум бил град кој што се наоѓал во Јудеја. Не. Во Галилеја. Точно. Дали Исус потекнувал од лозата на воз? Да. Добро. Добро. Тадија бил избран за апостол на местото на Јуда, кога фрлале Лекоцки. Не. Мати. Добро, точно. Тадија од почеток се бил ученик. На некои места имењата на учениците во некои записи се на еден начин, различно запишани, да. Тадија бил меѓу 12 избрани. Ирод Тетрахот ја делал власта со уште тројца други владетели. Ирод Тетрахот ја делал власта со уште тројца други владетели. Со уште тројца. Зашто? Да, Зато е добро, Тетрахот 4.
Значи, што се страни? Четворо власти на некој место се споменува, да. Ја мислам, треба да се биде искрено да се каже да не се прави Аха. Добро. Мислам, ова се прашања кои што не се онака, како да кажам, од општа библиска култура, не се некои. Да. Најкраткиот стих кој што го наоѓаваме во Библијата има 3 збора. Не еврејски. Исус заплака. Исус заплака. Тоа е На македонски. Не еврејски. Исус прослози на некој места вели и така. Значи два. Имам уште, дали сакате да ви читам или доста? Читај, не се стега. Санјаше ќе остане. Стефан, првиот христијански маченик, бил евреин, но многу добро ја познавал грчката култура и грчкиот јазик. Што мислите? Може да е точно, ама може и да не е точно. А вие што мислите, да или не? Ја викам да. Говорите да. На картата, кога ја гледам картата на Палестина, на картата кога ја гледам на Палестина, Самарија се наоѓа веднаш под Јудеја. Не. Самарија се наоѓа над Јудеја. Во времето на апостол Павле, Дамаск бил незнабожечки град. Така ли читам? Бил. Во апостолската црква имало и црнци. Па сите биле. Сите се Не биле баш сите црнци. Тука се мисли на црнци кои што биле баш онака црни, а тоа биле најверојатно луѓе кои што потекнувале од Етиопија. Етиопија, од Африка, најверојатно. Не мора да значи дека од Етиопија. Имало некој нигер што се викал, да и така. Мајката на Тимотеј била гркиња, а татко му бил евреј. Не, мислам дека е обрат. Да, точно. Мајката на Тимотеј била еврејка, а татко му бил грк. Троада се наоѓала на брегот на Егејското море. Значи 3 острови. Мало разлика. Говорот е не се наоѓала на брегот на Средоземното море. Зошто не кажа? Филипа се наоѓала во Македонија, тогаш. Година за тогаш. Да. Аполос, работникот на апостол Павле, бил евреј. Така име сигурно. Грк, некој рече? Да. Не бил грк, туку бил евреј. Изгледа татко му бил грек. Можда некој од дедо прадедо му бил грк, ама овој најверојатно бил евреј. Политичко му било. Првото послание до коринќаните Павле го напишал од Сол. Од Сол. Што мислите? Не, ни од Сол, ни од Рим, а? Не. Првото послание до коринќаните Павле го напишал од Ефес. Жената на Феликс, кој што се споменува во делата на апостолите, се викала Лисија. Лисија. Город не се викала Друсила. Бродот на кој има некои прашања, да речеме, да се споменуваат и повеќето се од Библијата, има извештај во Библијата, меѓутоа има некои од делата на апостолите. На книгата од сестра. Добро, ајде да не ви кажам некои потешки, некои полесни, ќе ви кажам уште 2-3 години. Кај грците и кај римјаните обвинетиот немал право на адвокат. Особено за времето на судењето на апостол Павле.
Па грците и римјаните биле многу понапредни во правниот систем и имале право на адвокат, затоа често пати апостол Павле знае да се повика на своето римско граѓанство кое што ги имал, бидејќи тоа му носило многу дополнителни права. Например, како во денешно време да кажете дека сте американски државјанин или дека сте австралиски, така. Неверојатно, него сигурно носило тоа и некој. кадијата. Добро, ама кај кадијата може понекој ги гледало овие што се. Може би имале повеќе внимание на целиот процес. А дали апостол Павле кога излегол пред Нерон имал свој адвокат или застапник? Не се појавува. Ја го размешам сретнала, веројатно и вие не сте сретнали, нема. Само се брани. И уште ова последно прашање, да не ве замарам повеќе. Имињата на 7 цркви ја покажуваат црквата во разни делови на светот. Не туку во различни периоди од историјата. Ви благодарам за учеството, за вниманието и Господ ќе ве благослови. Преубави прашања, браво. Фала ти што ме разбуди. Студиозно. Сега ги повикувам или Мила и Михаела да се прошетат малку и да го соберат доброволниот рад. Во останатиот дел од времето ќе ја слушнеме Сања. Слава низината. Еве Сања, што сега да ви кажа, нема да биде многу долго. Инаку кога доаѓам наваму, бидејќи јас секогаш се мерам колку долго зборам, за да не биде тоа нешто што е премногу долго, па луѓето да испозаспијат. Кам Лена Божата му направи чудо другите подолго да зборуваат од мене, за да завршиме со време. Да. Сакам да зборуваме за нешто како што реков и кратко, а претходно им кажав на некои луѓе која е темата, дали се сеќавате? Да. Први ги бидат последни, последни. Така, првите ги бидат последни, а последните први. Вие кои што имате Библии пред вас или собствени Библии, можете слободно да ги отворите, некои од вас ќе читаат и некои стихови, за да можеме да се увериме дека Библијата го потврдува она што сакам да го споделам со вас. Ајде како прво некој нека го прочитам 16-тиот стих од 20-та глава во Матеј. Значи Матеј 20 глава 16 стих. Така последните ќе бидат први, а првите последни, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Ала? Јас ќе се задржам на овој првиот дел од стихот кој што се наоѓа тука. Замислете да живеете во една култура каде што вашата сигурност и вашата благосостојба зависат од вашето семејство. Немате работодавец, значи не работите кај некој во некоја фирма, немате заштедевина за во пензија и немате на што да се вратите, немате некоја сигурност. Но ако имате вашето семејство и вашата позиција во тоа семејство е вашиот пат до моќ. Во историскиот Блиски Исток, па и кај нас, да речеме и пред 50 на 60 на години, може би пред 100 години, првородените синови биле вреднувани над сите други деца кои што биле родени и наследувале привилегии и авторитет само поради тоа што биле првородени.
Бог во Библијата се спротивставува на овие човечки идеи за моќта и за привилегијата на првородените. И повторно гледаме како Бог го избира оној кој што е помлад, оној кој што е помал, не толку силен од браќата, за да ја оствари својата цел и замисла со луѓето, наместо оно што сите останати би го очекувале, значи тоа да бидат првородените деца. И тебе колку сте вие повозрасти од мене, знаете дека кога ќе се роди прво дете во семејство, поготово уште ако е машко, тоа е благослов во семејството и сите го сакаат првото машко што е родено. И тетки, и баби, и дедовци, и родителите, војковците, сите го сакаат. Зошто? Затоа што тоа значи дека продолжува лозата, семејството, името се, значи ќе трае уште, нема да застане. И во Стариот Завет првородениот син бил тој кој што вообичаено добивал двојно наследство и тој бил оној кој што ќе ја наследи улогата на неговиот татко по смртта на неговиот татко. Значи тој ќе стане глава на семејството. И Бог честопати го менува овој редослед, како што направил пример со Јаков и со Исав. Тоа можеме да го читаме во Битие 25 глава. И Јаков истото го направил и со Ефрем и Манасија. Знаеме дека го сменил нивниот редослед. Тоа се чита во Битие 48 глава од 13 стих понатаму. Исто така на Јаков, Јаков постојано се спомнува, Рубен му бил првороден син, ама неговите права како првороден му биле одземени поради гревовите кои што ги направил. Тоа може да се чита во Битие 35 глава. Иниш човечката историја, многу општества биле водени од страна на некој цар или на некој владетел и обично во таквите држави, на таквите места, кога тој ќе умре, неговата власт ја наследува кој? Синот кој што е првроден. Галениот. Тој е галениот. И ова често е наречено правото на првороденецот или првородство. Значи, тоа го знаеме, тоа постои и кај нас. И оваа пракса не била само за царевите, туку и за сите други семејства. Па така родителите, тоест татковците, би ја пренале својата одговорност и авторитет на првороденецот како еден правичен законит наследник на имотот на семејството. Но, што ако првородениот син не е најквалифицираниот? Што ако тие се лоши за работата која што треба да им дојде? Да, дефинитивно историјата ни покажува дека првородените често пати го злоупотребувале првородството, користејќи си го за една лична добивка, така што често пати знаеле да прават и конфликти, и насилства, и војни. И сега имаме Библијата во една култура, значи постои, се пишува, се случува во една култура каде што правото на првороденецот е нормално и е често пати земено здраво за готово. Така било, така ќе биде, што како викаат кај нас традиција. Но интересно во тоа што во историјата во Библијата Бог постојано е превртувал оваа културолошка норма. Некако се наопачки правил тоа што нив им било познато и секојдневно. И од почеток ги избира помладите деца, оние кои што доаѓаат подоцна и нив им го дава така нареченото првородство. Прв пример за тоа се двајцата први браќа на планетата Земја, каде што Бог го издигнува второродениот, го издигнува Авел и неговата жртва, преку Каин, кој што е првороденец. Тоа го имаме во Битие 4 глава 4 стих. И подоцна Бог вели дека благословите и наследството ќе отидат кај Исак, Аврамовиот второроденец, наместо кај Исмаел, неговиот првороденец. Тоа го има во Битие 21 глава 10 стих, ако некој го интересира. И потоа кога Исак има своји синови, Бог ветува дека помладиот, дека Јаков, ќе има авторитет преку својот постар брат, преку Исак, и дека Јаков ќе го наследи Божиот благослов. И тука гледаме дека постои нека Божја шема на начинот на кој што се случуваат некои работи. И продолжува и понатаму кога Израел сака да избере цар. И сега ти избираат еден моќен владетел, еден висок човек, крупен човек со една става,
го избираат Саул, кој што потоа има свој првороденец, свој првороден син, кој што се вика Јонатан. И сега луѓето очекуваат да по смртта на Саул, Јонатан биде тој кој што ќе превземе неговата власт, неговата задача, дека тој ќе го води Израел. Ама Бог го избира следниот цар од семејство кое што е со низок статус, значи ниска класа, момче со име Давид, кој што е најмлад помеѓу колку браќа? 8 браќа. Јосиф е од 12 браќа, а Давид има 8. Значи најмладиот од Тосол. Нели Самуил кога поминува еден најстариот е кога го видел колкав бил и кога го видел Давид едно малецко детеце што сека момче од 17 години. И така за Бог правото на првороденецот не е нужно им припаѓа на оние кои што се први родени или оние кои што се најважни во семејството. Бог постојано ги предизвикува овие човечко направени системи на моќ и вредност, кои што честопати биле насочени и кон насилство и ги превртувале наопачки. Ама ова не го завршува целиот конфликт во Библијата, бидејќи често постариот брат е бесен затоа што е надминат од неговиот помлад брат. И исто толку често помладиот, кога тој ќе го наследи правото на првороденецот, исто така ја злоупотребува својата моќ и прави повторно некое ривалство, конфликти и војни. И интересно е тоа што всушност сите војни и конфликти кои што се опишани во Библијата се опишани како ривалство помеѓу браќата. Зошто го велам ова? Нели првото насилство рековме дека е помеѓу Каин и Авел, кога Каин го убива Авела. Исто така племињата и нациите кои што се издигнуваат од овие ривалства се помеѓу браќата. Племињата 12 племиња на Израел. Дали ви текнува дека кога ќе излезат од робството од Египет, кога ќе го преминат морето, Манасиевото племе како најмалецко племе почнува да се бори против сите и скоро целото би било уништено доколку Бог не ги умешал своите прсти за да ги спаси за се уште да постојат како племе. Значи не мора да значи дека секој пат и најмладиот доколку му се даде првородство дека ќе биде паметен. И ако се навраќаме по целата генеалогија на библискиот наратив, ќе видиме дека сите некако се поврзани и дека сето тоа всушност е на огромна семејна расправа. И така да без оглед на тоа дали постариот или помладиот ќе добие авторитет во семејството, тоест во човечкото семејство, тоа е секогаш заглавено во едно бескрајно ривалство за тоа кој да биде прв. Бајде некој нека најде прва Колосијаните, прва глава, од 15 до 20 стих. И некој нека најде Евангелие според Јован, прва глава, 3 стих. Значи, прва Колосијаните 1, од 15 до 20, и Јован 1, 3 стих. И тука ќе се свртиме на историјата на Исус. Прва глава, од 15 до 20. Тој е образ на непретливиот Бог, првороден на секое создание, зашто во него е создадено се што е во небесата и на земјата, видливо е и невидливо, било престоли или господство, или началства или власти. Се е создадено преку него и за него. И тој е пред се и се во него има своје структура. Тој е глава на телото на црква. Тој е почеток роден од мртвите, за да биде прв во се, зашто во него благоволи таткото да се всели и сета помет. И во него да измири кон себе се што е на земјата и на небото, пореки ги чуката на неговиот крст. Фала ти. И Јован прва глава 3 стих. Се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Значи, кога го гледаме Исуса, фала ви, кога го гледаме Исуса, неговите најрани следетели, followers, како да ги наречам, следбеници, го нарекувале како првороденец на целото создание. Тоа го читаме и тука во овие стихови кои што се запишани во Библијата.
првороденец на целото создание. Што тоа значи? Тоа е изјава која што го објаснува или го опишува неговиот статус. Во Новиот Завет Исус е опишан како Бог кој што станал човек за наше добро, за да умре или за нас. И вечниот син на Бога кој го направил создавањето и го има сиот авторитет. Па ако некој го заслужил ултимативното право да се нарекува првороденец или да го има првородството, тој е дефинитивно Исус. И Исус изјавил дека Божјата царска моќ пристигнува на нов начин преку него, ама таа моќ е редефинирана. Не е онаа моќ на која што ја знаеле оние кои што биле претходно, кои што живееле таму. Ајде нека прочита Марко 10 глава, 42 до 45 стих. Марко 10, 42 до 45. Но Исус ги повика при себе и им рече: знаете дека оние кои се смета за владетели на народите, господарат над нив, и дека нивните големци имаат власт над нив. До 45? Но меѓу вас да не е така. А кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга на сите. Зашто и човечкиот син не дојде да му служи, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Да, Исус рекол дека ако сакате да бидете први, дека треба да бидете последни и да бидете слуги на сите. Рекол дека луѓето со вистинска одговорност и авторитет се оние кои што служат. Се бајла на проповета од брат Милосав. Освен само контролата, што беше на второто што го рече? На П, не знам дали се јаде. Понизност. Луѓето кои што се понизни и им служат на другите, не луѓе кои што се понижуваат или ги понижуваат другите. Понизни, има разлика помеѓу тие два збора. Оние кои што се понизни ќе бидат први во царството небесно. И всушност оваа редефинирана моќ за која што зборува Исус е истражувана и од една рано христијанска поема која што е напишана за Исуса, па сакам да ја прочитам со вас, секако на еврејски звучала дефинитивно поубаво, јас имам на македонски. Вели додека бил во својата природа, Бог, се мисли на Исус, тој не ја искористил или експлоатирал својата еднаквост со Бога за собствена корист. Напротив, се испразнил себе си од статус и моќ и станал слуга. Исус им се приклучил на сиромашните и им служил. И наместо да се бори со собствените ривали, им служил и ним исто така. Исус покажал дека вистинската моќ е прикажана преку себе давачката љубов. Точно е дека Исус ги конфронтирал и им се спротивставувал на оние кои што биле на моќ. Го имаме запишено тоа во Библијата, не можеме да го побиеме, тоа е така. Ги предизвикувал водачите на Израел. Поради тоа што тие користеле моќта која што имале за собствен бенефит, ама на сметка на другите луѓе. И факт е дека е тоа оно што не го изгубило. Значи луѓето, оние кои што биле на некоја власт, кои што имале некоја моќ, кои што биле во Синедрионот, фарисеите, дека тоа се оние луѓе кои што на крај да речеме го наместиле за да биде распнат. И како луди првородени синови, водачите искористиле својата моќ која што имале за да го погубат Исуса. Ама фактот дека не можете баш да го убиете првороденецот, кој што го создал целиот универзум и се што постои, кој што е и авторот на самиот живот. И така Исус, кога е станал од мртвите, тој повторно бил издигнат над небото и над земјата, и со ова се здобил со плюс титула како првороденец од редот на мртвите, на оние кои што умраа. И Исус им рекол на своите следбеници, на оние кои што го следеле, дека целиот негов авторитет, дека целото негово првородство и благослов, дека тој ќе го сподели со нив како со своји браќа и со сестри, за да можат да создаваат заедници кои што се еден нов вид на семејства, кои што се средени и организирани не според човечките сваќања и желби, туку според Исусовиот стил, спрема Божиот стил, кој што ја редефинира моќта. И ова се семејствата кои што ги тргаат настрана ривалствата и кои што ги покануваат сите луѓе
за да ја споделат одговорноста на тоа да се биде ќерка или син на Бога и да се биде дел од едно ново кралско семејство. Последниот стих кој што ќе го прочитаме, нека го најде некој, во 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. 1 Петрова, 2 глава, 9 стих. Се надам дека е точно, предпоследно запише. Ако некој нашол, слободно нека чита. 1 Петрова, 2 глава, 9 стих. Најде некој? А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ предоприен за да ми прогласите славните дела на оног, што ве повика од темнина во својата чудесна свет. Ние сме царско свештенство. Ние сме дел од тоа царско семејство. И треба да се однесуваме како да сме дел од тоа семејство. И кога Христовите деца, луѓето, оние кои што го следат, ќе сознаат дека вистинската моќ на првородството е сушност љубовта која што треба да споделуваат со сите, тоа е првиот момент кога ќе станат дел од семејството на првороденецот и така последните ќе станат први. Оние кои што ќе служат и ќе бидат понизни, ќе бидат први во Божите очи. Толку од мене. Се надевам дека не ме задржавме премногу и дека успеевме да проучиме нешто и да се поучиме всушност од Библијата и од историјата и тоа да можеме да го применуваме во нашиот живот. Това е много важно. На самиот крај ќе ја запееме сите заедно песната број 339. Thank
за тоа што не дозволуваш секогаш ние да живееме според нашите човечки правила и онака како што ние сме замислиле. Туку Боже, Ти ги мешаш и своите прсти и не изведуваш на правилниот пат. Те молиме Ти помогни ни секојдневно да се поучуваме од Светото Писмо кое што се ни го дал за наша полука. Те молиме навистина да живееме како царско свештенство, како деца Твои кои што се дел од едно поголемо кралско семејство. Те молиме Боже дај да не ја бркаме оваа моќ која што ни ја нуди светот, туку да ја бараме моќта која што Ти си ни ја дал, тоа е љубовта, и дај да ги сакаме сите, не само Тебе, туку и нашите најблиски. Ти благодариме за се и те молиме да не водиш и да не чуваш и нас, и нашите семејства, и нашите пријатели, и нашите непријатели во текот и на следната седмица и времето кое што ни предстои. Ти благодариме за се и те молиме во Исусово име. Амин. Амин.